Не за Дуи, туку гласајте за независните. Беше пораката која ја упати актуелниот градоначалник на Струга Рамис Мерко. Долгогодишниот функционер на интегративците јавно им се спротивстави на своите сопартијци и ги повика поддржувачите да гласаат за советничката листа на независните кандидати. Цврсто ја поддржувам независната листа за Советот на Струга. Овие поединци покажаа интегритет и подготвеност да работат за доброто на нашиот град. Ги поканувам сите оние кои веруваат во слободниот глас на граѓаните да ми се придружат во поддршката. На гласачкото ливче гласајте за бројот 120. Ова е избор за граѓаните од граѓаните. Дуи за локалните избори реши да застане зад коалициониот партнер Алијанса за албанците, а не зад својот долгогодишен градоначалник. Со тоа Мерко практично беше тргнат настрана по 2 децении во првите редови на партијата. Посе изгледа тоа единствениот кој е пуштен извода, по најавениот, но не реализиран ветинг во Дуи. Во февруари годинава Али Ахмети свечено промовираше декларација за внатропартиски ветинг и реформи, но 7 месеци подоцна нема механизам, нема резултати. Ветингот што требаше да донесе нов почеток, остана само декларација на хартија. Името на градоначалникот на Струга одамна не е чисто. Во јуни 2023 година Стејт департментот го стави на црната листа, заради како што беше наведено значајна корупција. Во Македонија обвинителството отвори повеќе предмети против него, а најновиот е за сомнителна јавна набавка за осветлувањето на вливот на Дрим во Охридското езеро. Но иако Мерко е содамка на корупција, тој не е единствениот со сомнежи за криминал во Дуи, но само тој не доби поддршка од Мала Речица. И други челници на Дуи се споменуваат во коруптивни афери, но ниту ги изгубија функциите во партијата, ниту кандидатурите за локални избори. Ветената февруарска декларација за ветинг остана празна буква на хартија. Нема прочистување, нема одговорност. Единствено што гледаме е дека Дуи се откажува од услугите на Рамис Мерко, контраверзниот градоначалник кој денес наместо поддршка од својата партија бара спас во независните листи. Расколот во Дуи Европскиот фронт не запира. Пред кратко време и лидерот на ДПА Мендук Тачи отворено тргна во политичка војна со Дуи. Дуи влегува во изборите со витливи покнатени и целосно изгубен монопол врз гласовите на албанците. Прашањето е колку овие избори ќе ја потврдат таа слабост.